Во ова издание, пред времено гласање, повеќе од 14 милиони американци веќе ги пополнија ливчињата. Лажни вести, како да се одделат информациите од дезинформациите. Фестивал во време на пандемија. Македонската кинематографија презентирана во Торонто. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, јас сум Никола Крстик, а вие го следите Гласот на Америка на македонски јазик. Повеќе од 14 милиони американци веќе гласале, што е за 10 пати повеќе во однос на истиот период пред 4 години. Поради пандемијата, уште милиони планираат да ги пополнат гласачките ливчиња пред 3 ноември. Керолин Пресути разговараше со дел од нив. Како девојче, Рита Ред била дел од операцијата Петар Пан, кога илјадници недокументирани деца ја напуштила комунистичка Куба во раните 1960 години. Таа стравува од можен социјализам во Америка, ако демократот Џо Бајден биде избран за председател. Ова флертување со социјализмот е голема грешка за нашата држава. Бајден е умерен, но тоа не ја предомислува Ред, која одлучила да гласа рано за Доналд Трамп, на повеќе од 2 недели пред изборниот ден. Некои велат дека секој ден во Флорида е изборен ден, бидејќи овде луѓето гласаат рано, повеќе од во која било друга сојузна држава. 2 милиони жители во Флорида, како Рита Ред, веќе гласале. Ниту неодамнешниот мозочен удар не го спречил Майк Вебли да гласа лично. Тој го поддржува Џо Бајден. Тој има подобра идеја што е потребно државата да се врати на добар пат. Мислам дека неговите политики се поинклузивни. Низ целата држава гласачите ги уриваат рекордите на излазност, дали преку пошта или лично. Главната причина е коронавирусот. Социјалното дистанцирање за некои луѓе не изгледа како прифатлив стандард. Од тие причини оваа година одлучив да гласам преку пошта. Не и Кристијан Џонсон. Тој продава мајци за промоција на изборите на 3 ноември. Тогаш ќе гласа за Бајден. Сите се исплашени. Кој од коронавирусот, кој од друго. Мора да се живее. Не може да се биде исплашен за секогаш. Трамп и Бајден се разликуваат во однос на тоа кога ги повикуваат нивните поддржувачи да гласаат. Председателот ги охрабрува граѓаните да гласаат лично на изборниот ден, велејќи без докази дека гласањето по пошта е подложно на злоупотреби. Бајден со поинаква порака. Се уште може да побарате да гласате по пошта. Направете го тоа што е можно побрзо. Историски гледано, републиканците повеќе излегуваат да гласаат рано, но не и оваа година. Според изборниот проект на Универзитетот на Флорида, годинава рано гласале повеќе демократи или 2:1 во однос на републиканците. Рич Екснер прави политичка статистика за Cleveland.com. Се гласа со интензитет како никогаш досега. Истото се случува и во Вирџинија, која е веднаш зад Флорида според бројот на граѓани кои гласаат рано. Ако овој тренд продолжи, би можел да сигнализира рекордна излазност во споредба со 2016 кога гласале 55%. Лажните вести останаа сериозен проблем и во оваа предизборна кампања. Некои технолошки компании воведуваат алатки кои може да помогнат во одделувањето на информациите од дезинформациите. Користејќи ги Google, Facebook, Twitter и други извори на вести, многу американци се презаситени со информации во пресред на претседателските избори. А дел од овие информации не се ниту прецизни, ниту точни. 8 од 10 американци сега се загрижени дека дезинформациите ќе имаат улога во исходот од изборите. А дали повеќето американци би можеле да забележат дезинформација доколку ја видат? Ние очекуваме дека публиката ќе си ја заврши работата и ќе препознае дали некоја вест е точна и непристрасна или не е. Токму поради ова Харлин Кор, заедно со коосновачот, ги креираа Ground News, кој тврда дека се првата платформа за споредба на вести во светот. Ако е политичка приказна за изборите, ќе ви покажеме како е покриена од крајната левица до крајната десница, така можете да споредите.
Екстензијата за интернет прелистувачи на Ground News веднаш ја нуди оваа опција за вестите. Со еден клик можете да видите што друго е достапно, кои се другите агли на истата приказна. Сите сме пристрасни сме за се што знаеме, поради нашите животни искуства, па и поради се што не знаеме. Џон Гейбл е коосновач на интернет сајт кој ги рангира медиумите и насловите ги означува како левичарски, центристички или десничарски. Ние автоматски прикажуваме различни гледишта. Првите 3 резултати во секое пребарување за некоја вест ќе ви дадат 3 различни перспективи на истата тема. Аналитичарите за корисничко искуство како Самер Патил откриле дека секоја дополнителна насока може да помогне во намалување на ширењето на дезинформации и дека тоа не мора да биде премногу долго или опширно. Доволна е кратка назнака која вели: ова може би не е точно и би требало повеќе да го проверите. Само таа интервенција делува како противтежа и ја намалува тенденцијата на читателите да ја споделат. На крајот потребна е здрава доза на скептицизам. Само помислете дали е веројатно информацијата да е вистинита. Само таа кратка пауза и размислување може да помогне. А ова е само еден од начините да се разделат вистинските од лажните вести, не само во овој изборен циклус. Македонскиот филмски фестивал во Торонто викендов ја продолжи традицијата на презентирање на македонската традиција и кинематографија. За предизвиците да се организира фестивал во време на пандемија, колегата Јане Бојаджиевски разговараше со претседателката на бордот на директори Вирџинија Еванс. И пандемијата со COVID-19 не го одврати Македонскиот филмски фестивал во Торонто да го одбележи јубилеот. Иако понудата и начинот на гледање филмови за љубителите на ова уметност поради мерките за социјално дистанцирање беше поинаков. 15 years of Macedonian Film Festival in Toronto. 15 години македонски филмски фестивал. Годинава во време на COVID. We decided this year that we were going to have less number of films. Одлучивме годинава да прикажеме помалку филмови. Еден е најновиот долгометражен Врба на Милчо Манчевски и копродукцијата со учество на Македонија Ловци на вештерки. Фестивалот годинава беше онлайн. New website www.macedonianfilmfestival.com. На новата страница од Македонскиот филмски фестивал, со купениот билет преку стриминг во рок од 24 часа, можеше да се погледне филмот на мобилен, iPad, телевизор. On your computer, on your television. Why is still important and relevant? Зошто и натаму е важен, релевантен овој фестивал? It's very important because we're still Macedonians, regardless. Многу е важен. Ние и натаму сме македонци. Уметноста е многу важна за македонците да го покажат сопствениот талент пред светот, како етничка група. Филмот е мощ небитен во тоа. Their talents to the world as Macedonians. Where do you see Macedonian? Како гледате на фестивалот во следните 15 години? Whoa. Well, I hope that it will be taken over by younger people that Се надевам дека ќе го преземат и водат некои помлади луѓе што го сакаат филмот како мене, затоа што сите во бордот и околу организацијата на фестивалот се волонтери. Тие го жртвуваат своето сопствено време бидејќи најпрво се македонци во срце, иако долги години живеат во Канада. Примарната цел на фестивалот беше можност да и се долови на публиката културата од Македонија, но и да им се даде простор на сите поврзани со неа – режисери, продуценти, сценаристи, актери. Со над 170 филмови прикажани од првиот ден на фестивалот и над 5000 посетители, оваа филмска смотра го има епитетот македонски единствен од ваков карактер во Северна Америка. А Македонскиот филмски фестивал ќе расте само ако расте бројноста на публиката, заклучи Еванс. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете не утре на истото место и во истото време. Поздрав од Вашингтон!